Добро вечер, второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве дел од темите кои одбележаа неделата што измина. Само со обоведување нова современа технологија и следење на светските трендови може да се дојде до квалитетен и конкурентен производ, порача министерот Цветков. Министерот Диме Спасов вчера свечено го пушти во употреба новиот дом за стари лица во Берово. Македонските револуционери и војводи се инспирација за изложбата на карикатури на авторот Никола Ангелковски во Делчево, која до 18 септември ќе можат да ја видат сите љубители на карикатурата. Првата младинска акција во Македонија Плачковица 75 од Штип денес одбележа 40 годишен јубилеј. Станува збор за работна акција која го има изградено патот од Штип до детското одмаралиште на Плачковица во должина од 43 километри. Првата младинска акција во Македонија Плачковица 75 од Штип денес одбележа 40 годишен јубилеј. Станува збор за работна акција која го има изградено патот од Штип до детското одморалиште на Плачковица во должина од 43 километри. Учесниците во акцијата се сеќаваа на потешкотиите кои ги имале пред почетокот на акцијата, како од организацијска, така и од техничка природа. Оно што најпрво требало да се направи е да се подготви местото кај што требало првично да се сместат 300 младинци кои ќе работат на изградба на патот. Ние собраме младински активисти и одеме до Кочани со автобус, таму пешки до планината Плачковица одиме 5 часаата. Таму седевме повеќе време да ги припремаме бараките, услови да има за живот, да спремаме се. Кога се беше спремано, пак пешки, се вративме преко Припечани, Црвулево, Арголица и за Штип. Немаше ни превоз, ни автобуси, ни камиони, него секој пат пешки се одеше. Работниот ден започнувал рано наутро со дневна заповед, на која се знаело која бригада што работни и општествени активности ќе има за тој ден. Станување во 4:30, мење физкултура, тоа се, спремање, одење на траса, се работи до 2 сатот, после 2 сатот ручек, одмор, после одморот спортски живот, културно-забавен живот, го вика бригадирски џамбалаја. Нашата бригада работеше на банкините, беше тука горе на Турто, работеше на банкините уредување околу пато, така да и тоа време мели дечките бија ентузијасти, работеа се гордеа кој да се покаже највише, да биде најдобар, да биде прогласен вечерта, кој се дига знамето, да го дигне знамето, доби ударничка значка. По завршувањето на работните обврски, започнувал културно-забавниот живот кој останал во длабоко сеќавање на секој учесник, бидејќи секој можел да покаже во што е најдобар. Јас бев задолжен за организирање на културниот живот, за организирање на образовните активности, забавните активности, за организирање на општествено-политичкиот живот. На враќањето на годините поминати како дел од работната акција на учесниците им разбудија пријатни сеќавања и моменти. На оваа работна акција многу љубови биле кронисани со брак. Од убаво по убаво, се убаво. Најубави спомени имам од акцијата. После 40 години немам што да кажам. Оваа средба навистина е прекрасна, доловена од сите страни. Нашите гости ни се толку пријатни. По некоја си случајност јас се омажи во Штип, овде веќе сум 34 години и прекрасно се осеќам овде. Патот кој беше изграден од страна на младинците од Штип, Велес, Радовиш, Кочани и други градови ширум поранешна Југославија за само 4 години, уште долго време ќе потсетува кога се организираа вакви доброволни акции. Успеавме и оваа акција ќе стане синоним за организирање на други акции што ја викам во поново време акции на 21 век. Направивме еден убав пат што ќе остане во вечно сеќавање на младите поколенија. Овие, знаете, овој регион плански беше неразвиен. Патот инфраструктурно многу значи за економијата во овој крај.
Во чест на одбележувањето на 40 годишниот јубилеј, издадена е книга под наслов Белешки документи од едно незаборавено време од авторот и директен учесник Тодор Кралев. Неделава го славевме Денот на независноста. Од 8 септември 1991 година Македонија испишува нова страница од својата историја, самостојно и со европски идеали. Но на овој ден во Штип им се одава почити на жртвите на грчкиот екзодус. Сдруженијето Македонски Еге од Штип денес го одбележа денот на екзодусот на македонците од Егејска Македонија во дворот на црквата Цар Константин и Царица Елена во населба Балканска, со пригодна програма и положување на свежо цвеќе пред спомен обележјето од страна на голем број делегации и гости им одадоа достојна почит. Ова е историски настан кој не треба да се заборови и повтори, истакна Јордан Тунев, председател на Сдруженијето Македонски Еге од Штип. Сдруженијето Македонски Еге од Штип традиционално секоја година организира одбележување на патронатот на споменикот на паднатите борци и жртвите од екзодусот на македонците од Егејска Македонија. Така и ова година организираме таква свеченост што овие луѓе, овие наши херои не треба никогаш да се заборават. И затоа положуваме свежо цвеќе да почиват во мир, бидејќи ние живееме денеска во нашата слободна Македонија. Решението на прашањето на децата бегалци од Егејска Македонија, председател на Сдруженијето Македон го гледа само доколку Македонија влезе во Европска унија. Да влеземе во Европската унија и во НАТО, и тога може да се реши нашиот проблем. А тоа може да го реши само Европската унија и Обединетите нации. Најповеќе Америка, Англија, Германија, тие големи сили и Франција. Само тоа може да се реши а за да се обедините Македонија многу тешко ќе биде. Ние да бараме само човековите права на македонците во Егејска Македонија, во Грција. Тоа е проблем. Во Сдруженијето Македон се обединети 14 здруженија од цела Македонија. За грант од 3000 евра во репроматеријали и алати може да аплицираат за најчиите. Во регионот интерес за овие неповратни средства од UNDP пројавуваат фризерските салони. Неповратен грант од 3000 евра можат да земат за најчиите. Ова субвенционирање е согласно програмата на Министерството за економија. Субвенционирањето на занаетчи и вршители на занаетчиска дејност ќе се врши преку кофинансирање до 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари. За трошоци во оваа програма се сметаат трошоците за набавка на опрема и алат, уредување и подобрување на деловниот простор. Сите заинтересирани занаетчи можат да аплицираат и добијат материјали и роба, зависно за што се одлучиле да аплицираат. Ги советувам потоа да се регистрираат како самостојни занаетчи дуќан, бидејќи процедурата е многу поедноставна. Ние работиме како еден шалтерски систем, побрзо ги упишуваме, само со еден потпис, една пријава се доаѓа до завршено до печат. Не само на овие, да речеме, апликанти, ги информираме сите занаетчи кои сакат самостојно да се отворат дуќан, значи да се регистрираат како самостоен занаетчи дуќан. Во регионот расте интересот на занаетчи, вели Крстев. Во последно време има интерес, повеќето бараат занаетчи кои се занимаваат со лични услуги, со сервисери, значи тоа се занаетчи. Само во Штип од проектот UNDP се одобрени 14 проекти по 3000 евра, а досега само 5 се регистрирани како занаетчи, од кои еден фризер, еден лимар, шивач и еден за поправка на мобилни оператори. Во општина Пробишти подобрено е само на 9 физички лица, кои што земаат од проектот и пари, а 2 се регистрирани како занаетчи, бравар и бербер. Овој проект се повторува 3 пати во годинава, а проектот е финансиран од UNDP. Секој од занаетчиите кој сака да аплицира треба да има средно стручно образование и е пријавен во Агенцијата за вработување. На ниво на Република за овие субвенции досега аплицирале 533, а на ниво на регион 220 занаетчи. Директорите на Фондот за здравство на Македонија неделава беа во работна посета на подрачната единица во Штип. Владата ги изгласа измените, односно поволностите за инвитро оплодување. Ова беше една од темите на одржаниот состанок во Фондот за здравство во Штип.
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија денеска беа во посета на подрачната единица на ФЗО Штип, каде директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Стефановски ги соопшти деталите околу измените во Законот за здравствено осигурување. Во една на седница владата на Република Македонија помина предлог измените кои се однесуваат за возможување бесплатно инвитро оплодување за трето и четврто дете. Со измена на Законот за здравствено осигурување, кој што веќе помина на влада, се дава право за обид за трето и за четврто дете за инвитро до 3 обиди. Исто така со измените на законот, како што објави премиерот, се предвидува ослободување од партиципација на граѓаните кои што ќе добијат право да остварат инвитро постапка, со што ги ослободуваме од плаќање на 6.000 денари. Ова ќе важи за сите оние лица кои што ќе се обидат да добијат дете по пат на инвитро за прво, второ, трето и четврто дете до 3 обиди. Ова е исклучително позитивен проект кој што е во насока на помош на оние лица кои што имаат проблем тоа да го направат по природен пат и се разбира ќе значи олеснување за на финансискиот товар на тие семејства и ќе значи давање на нова можност, една нова шанса за принова. Трошоците за ослободување за плаќањето на партиципација ќе бидат комплетно на товар на Фондот за здравствено осигурување. Инвитро постапките за биомедицински подпомогнато оплодување, Фондот за здравство издвојува значителни средства. Задоволни сме што најголем дел од поднесените барања се одобруваат и се позитивни, како што и најавивме и во некои од претходните наши пресконференции. Дури 93% од поднесените барања кои што биле со пополнета документација онака како што треба, 93% се одобрени позитивно и истите семејства добиле можност да го искористат ваучерот во една од здравствените установи со кои што ние имаме склучено договор. Што се однесува до аплицирањето по електронски пат, кое е воведено во месец април, значително ја олеснило работата и ги надминало грешките кои ги правеле осигурениците и нивните гинеколози. Инаку од вкупно 7 ординации во државата кои ќе вршат инвитро оплодување, една од нив е и штипска ординација. Министерот Спасов вчера ја пресече црвената лента за првата институција Дом за стари лица во Берово, а воедно ги посети пензионерите кои користат бесплатен викенд во туристичкиот комплекс кај Беровското езеро. Денес во Берово се отворија вратите на Домот за стари лица доктор Иван Влашки, прв од ваков тип на истокот. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот Драги Наџински и пратеничката Сузана Секуловска ја пресекоа црвената лента на оваа општинска институција која има капацитет да згрижи 15 стари лица од регионот. Се работи за прв старски дом кој што е општинска јавна установа кој што се отвара во општина Берово, како што можете да видите ни навистина убави, квалитетни, модерни, современи услови за згрижување на старите лица. Верувам дека приоритет ќе имаат оние кои што имаат пониски примања и кои што се во потешка здравствена состојба. Позитивно е да се истакне што еден стари руиниран објект сега представува една модерна институција како резултат на ангажман на градоначалникот на општина Берово. Би сакал да му честитам за посветеноста, за наоѓање на доволно средства преку донатори за да се реновира целосно овој објект, додека пак Министерството за труд и социјална политика целосно го опреми објектот со соодветна опрема за 24 часовно згрижување на старите лица. Се работи за инвестиција од околу 140.000 евра во прва фаза. Од Домот за стари лица во Берово се подготвува и уште еден објект кој ќе биде втора фаза од овој проект помеѓу општината, инвеститорот и министерството. Повторно фондацијата Холандија, Македонија и општината направија договор за понатамошна соработка и ценејќи дека треба да има одржливост во работењето на проектот, а со овој капацитет
одржливоста е сега на границите, се договоривме да изградиме уште еден објект за да го дуплираме капацитетот, со тоа што со зголемувањето на бројот на корисниците ќе има и финансиска одржливост на институцијата на објектите, а и ќе се овозможи поголем број на корисници да престојуваат во објектот. Вакви општински домови за стари лица ќе се градат и во други општини од државата. Инаку денес во Берово, во туристичкиот комплекс кај Беровското езеро, министерот за труд и социјална политика ги посети и пензионерите кои користат бесплатен викенд, кој е дел од проектот на Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија. За реализација на овој проект имаме за оваа година обезбедено и реализирано околу 10 милиони денари и продолжуваме со реализација веќе следната година. Односно би сакал да ги поттикнам сите корисници на пензија да ги информирам дека веќе се распишани јавните повици за аплицирање за бесплатен туристички викенд и за бесплатна банјско-климатска рекреација. Вкупно 5500 пензионери ќе можат во 2016 да бидат дел од проектот Бесплатна банјско-климатска рекреација, 3000 пензионери дел од проектот Бесплатен туристички викенд, односно вкупно 8500 пензионери. На пензионерите од Пробиштип и Крива Паланка им годи меѓусебната дружба и воздушната бања на чистиот Малешевски крај. Многу ни се допаѓа, многу е убаво. Многу сме задоволни. Прв пат користам и прв пат сум у овој крај, многу ми се бендисува. И Берово, и планината, и езерото, се е прекрасно. Многу сме задоволни од амбиентот кој што ни е понуден во овој хотел. Убаво се чувствуваме, најбитно е што се дружиме и така сакаме и друг пат да добиеме можност да одеме пак на друго место. Градоначалникот Начински горд што туристичките комплекси во Берово се користат и за вакви крупни проекти кои за пензионерите многу значат. Ние како локални самоуправи, како општини се трудиме да си ги промовираме општините, поготово тие кои како приоритет го развиваат туризмот како стопанска гранка и мислам со тоа што и Берово е одбрана од страна на Министерството за труд и социјална политика како туристичка дестинација за посета на пензионерите и учество на тој проект, мислам дека најдобро можат тие да го промовираат туризмот, да ги промовираат убавините на Малешевијата. За пензионерите значи уште еден проект кој е многу добро прифатен, уште повеќе што еве и сега додека трае конкурсот за идната година има големо интересирање, се јавуваат во Сдруженијата на пензионерите, во фондот и така натаму. Мислам дека ќе има сигурно над 20.000 пензионери што ќе конкурираат за овие 3000 луѓе што ќе користат овој бенефит идната година. Проектот за бесплатен туристички викенд продолжува и во 2016 година, најави министерот Спасов. Македонските револуционери војводи се темата на изложбата на карикатури во Делчево. Изложба на авторот Никола Ангелковски, која до 18 септември во фоајето на спомен домот Асном во Делчево ќе може да ја видат сите љубители на карикатурата. Денот на независноста во Делчево се слави низ призмата на карикатурата. Своите дела до 18 овој месец на располагање на љубителите на оваа уметност во фоајето на спомен домот Асном ги распосла карикатуристот Никола Ангелковски, човекот кој чувствува обврска да им се одаде признание на сите оние кои го дадоа својот допринос за слободна Македонија. Јас на некој начин, живејќи го ова што го живееме денеска, јас што го чувствувам во животот, дека на некој начин треба да му се одложам на тие луѓе што го возможили ова да го живееме денес. Во оваа изложба се поставени 30 револуционери. Ги одбрав оние кои што ми беа најспецифични по изразот. Оти имате некои, како би се изразил, за нас карикатуристите преубав човек не е за карикатура. Ова не се неубави луѓе, него податливи за уметникот. За авторот карикатурата е широк поим кој опфаќа секаква тема и ги критикува неправилностите. Ангелковски се зафатил со оваа дисциплина токму истражувајќи за сите аспекти на она што значи да се биде револуционер. Овдека само едно видување ликовно на овие револуционери кои имале своја специфика и изглед, кои не биле само револуционери, туку знаеле да се облекуваат и по современите текови на модата, ала франка, ала турка. Знаеле добро да одат да се пострижуваат на бербер, внимавале на изгледот
која ќе ги видите некои фотографии, се е до поместено до танчина, дали реденикот е добро поставен, дали значи се фотографирале и размислуване на својот изглед. И благодарение на некои штури податоци и фотографии што ги имаме, јас се зафатив за оваа ликовна дисциплина. Една од ретките вакви изложби освен во Делчево до крајот на месецот ќе им биде приуштени на љубителите на оваа уметност и во останатите градови од истокот. Ова е единствена работа што се дешават на овие простори, да имаме една изложба на карикатури, па јас колку што знам немало ни изложба ни на слики на револуционери. Ова изложба планирана е потоа да оди во Виница, тука ќе биде до 18-ти, така ги поканувам сите делчевчани и оние кои поминуваат низ Делчево да ја видат оваа изложба. После 18-ти е во Кочани, а потоа изложбата заминува за Штип. Инаку изложбата на Никола Ангелковски по повод Денот на независноста и Денот на град Делчево се реализира како проект на Музеот на Македонија со поддршка на Министерството за култура, а во соработка со општина Делчево. Во 83 од вкупно 85 субјекти на Руската Федерација денеска се одржуваат регионални избори. Денешните избори се рекордни според бројот на мандати што треба да бидат прераспределени, но и според бројот на кандидати. Директни избори за гувернатори ќе се одржат во 21 регион. Во 11 субјекти жителите ќе избираат регионални законодавни собранија, а во 23 регионални престолнини ќе има избори за градски парламенти. По денешното гласање на регионално и општинско ниво ќе се распределат над 90.000 мандати и 1300 изборни должности. Четворица пожарникари настрадаа во гасење на шумските пожари во округот Лейк во американската сојузна држава Калифорнија. Пожарот на планината Сиера Невада проголтал неколку куќи и им се заканува на уште над 6500 други. Само за 3 часа површината што била зафатена од стихијата достигнала 160 хектари. Властите во округот издале наредба за задолжителна евакуација на жителите на загрозените реони. Во моментов со огнот се борат 3300 пожарникари, 178 пожарникарски машини и 16 хеликоптери. Од реонот на несреќата веќе се евакуирани 3000 лица. Илјадници домаќинства останаа без електрична енергија. Бегалците кои продолжуваат да пристигнуваат преку Србија до границата со Унгарија изминатата ноќ на неколку места ја пробиле границата, стравувајќи од нејзиното целосно затворање. Сите бегалци кои што се фатени на границата биле испратени во привремените соберни центри на полицијата. На 15 септември ќе стапи на сила пакетот мерки од новиот унгарски закон за бегалците и режимот на границите, кој ги изгласа парламентот минатата седмица, а според кој нелегалното минување на границата е кривично дело, кое може да се казни со до 3 години затвор или депортирање. Кривично дело ќе се смета и оштетување на граничната ограда при преминување, а заострени се казните и за шверцерите со луѓе. Фудбалскиот клуб Брегалница по 4 претрпени порази денес ја забележа втората победа на гости против екипата на Металург Скопје со резултатот 3:0. Стрелци на головите беа Стојанов, Нацев и Митрев. Водството против Металург го отвори Дарко Стојанов во 5-та минута. Во рамките на 6-тото коло во првата македонска фудбалска лига, Вардар обезбеди убедлива победа против Хоризонт Турново со резултат 5:1, а тоа беше познато уште по првото полувреме со 4 постигнати погодоци. Но останатите надпревари работнички испушти победа против Шкупи, откако водеше до 86-та минута, а Брегалница и Младост Царев двор беа убедливи против Металург, односно Силекс. Колото ќе го комплетираат Шкендија Ренова, кои ќе играат утре со почеток од 16 часот. На табелата Вардар е прв со 16 бода, втора е Шкендија со 12 бода, односно со надпревар помалку. Силекс е трет со 10 бода, четврти се Царев двор со 8 бода, еден помалку имаат Шкупи кои се пети на табелата. Работнички е на 6-та позиција со 7 бода. Брегалница се 7 со 6 бода, Турново 8 со 5, а Ренова со надпревар помалку и Металург се на последните две позиции со по 1 бод. Италијанската тенисерка Флавија Пенета го освои трофеот на годинешното издание на Гранд Слем турнирот во Њујорк. Таа синоќа во финалето за нешто повеќе од 1,5 час игра ја совлада со народничката Роберта Винчи со 2:0.
Најстарата победничка на турнирот во Њујорк заработи $3,3 милиони. Во машкото финале пак на US Open вечерва ќе играат Новак Ѓоковик и Рожер Федерер. До сега двајцата имаат одиграно 41 меч, првиот во Монте Карло во 2006 година. Федерер има водство 21:20 во добиени мечеви, а предност има и на терените на US Open 3:2. Со нови информации утре во првото информативно издание во 12:30. Имајте пријатна вечер.